Одличен викенд имаат двете тетовски екипи во првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија на домашен терен го победи Пелистер во дербито на колото со минимални 1-0. Херој на тетовци беше Армен Талими, кој со прекрасен гол од 30 метри ја донесе победата на Шкенди. Фудбалерите на Пелистер пружија достоен отпор и само покажаа дека не се случајно на третата позиција, веднаш позади Вардар и Шкенди. Екипата на Ренова изненадувачки успеа да забележи значајна победа на тешкото гостување против Прилепска Победа. Арџен Гафури со два погодоци во 83-та и 90-та минута од надпреварот донесе значајни бодови за гипсарите од Џепчиште во борбата за пласман во фудбалска Европа. На останатите надпревари од 18-тото коло на првата македонска фудбалска лига беа постигнати следниве резултати. Брегалница Работнички 0-0, Шкупи Македонија Ѓорче Петров 0-2 и Вардар Силекс 1-1. Конечната табела после есенскиот дел од фудбалскиот шампионат изгледа вака. Вардар е на лидерската позиција со 41 бод, 4 повеќе од второпласираната Шкенди. Пелистер е трет со 29 поени, 1 повеќе од петтиот Работнички. Силекс е петти со 24 бодови, додека Ренова е на шестото место со 1 помалку. Во долниот дел од табелата Шкупи има 16, Победа и Македонија Ѓорче Петров по 15, а Брегалница е последна со само 11 бодови. Викендов во Тетово се одиграа два градски дуели во рамките на одбојкарските првенства на Македонија. Екипата на Лешок многу лесно стигна до убедлива победа од 3-0 против локалниот ривал Лирија. Одбојкарите на Лешок сите три сета ги добија со високи 25:11, 25:8 и 25:12. Оваа победа е прва за екипата на Лешок во новата сезона, со која се искачи на петата позиција на табелата со 5 поени, 3 помалку од местата кои водат за плей-оф. На останатите надпревари од машката прва лига беа постигнати следниве резултати. Вардар Борец 3-1, Студент Струмица 0-3 и Пробиштип Шутова 3-0. Многу повозбудливо беше во женската одбојкарска лига, каде се одигра градското дерби помеѓу Бамикор и Универзитет Тетово. Дебитантот во лигата, екипата на Универзитет Тетово го доби првото градско дерби во женската лига со минимални 3:2. Првиот сет им припадна на домашните одбојкарки на Бамикор со 25-21. Потоа следуваа два сета кои завршија во корист на одбојкарките на Универзитет Тетово со идентични 25-13. Бамикор изравни во четвртиот сет на 2:2, но тај брейкот им припадна на гостините со минимални 16-14. Со оваа победа, екипата на Универзитет Тетово е на петтата позиција со 8 бодови, само еден помалку од местата кои водат во плей-офот и е најпријатното изненадување оваа сезона. Бамикор останува на шестото место со 4 поени. На останатите надпревари од женската лига беа постигнати следниве резултати. Наковски волеј, Македонија Макс 0-3, Јанта волеј, СБСК 3-0 и Студент Пелистер 3-1. Кошаркарите на Тетекс вечерва ќе го одиграат надпреварот од петтото коло на втората македонска кошаркарска лига против Академија ФМП на домашен терен. Надпреварот ќе се одигра во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово. Двете екипи во досегашниот тек на првенството имаат идентичен скор од 2 победи и 1 пораз и сосем оправдано овој надпревар го доби епитетот дерби на колото. На останатите надпревари од петото коло на втората кошаркарска лига на Македонија беа постигнати следниве резултати. Шкупи Радовиш 91-78, Црн Дрим гостива 64-72 и Водњански Лисици Ангели 102-71. Надпреварот Феникс Карпош Соколи е одложен.